Очекуваме по лишувањето од слобода на осумничените мотивите да бидат прецизно утврдени и дали евентуално имало нарачател за киднапирањето, рекол адвокатот на Даниел Камајковски, кој излезе со неколку нови детали за случајот. Даниел Камајковски беше киднапиран во Белград ноќта на 8 февруари, но брзо потоа во полициска потера киднаперите со возилото удрија во насип на патот и избега, а полицијата го пронајде пејачот неповреден, но видно потресен. Еден месец по немилиот настан киднаперите се уште не се пронајдени, а неговиот адвокат Бранислав Танишич за српските медиуми првпат јавно зборуваше за осумничените, како се чувствува Даниел во моментов и откри неколку нови детали за случајот. Како асистент и пријател на Даниел Камајковски, можам да ве информирам дека до овој момент нема поконкретни резултати поврзани со лишувањето од слобода на осумничените за кривичното дело киднапирање. Се надеваме дека полицијата ќе може да ги спроведе сите потребни активности за осумничените да бидат изведени пред лицето на правдата и дека кривичната постапка ќе започне што е можно поскоро. Ние сме приближно запознаени со фактите со кои располага полицијата, а што би можело да придонесе за пронаоѓање и идентификација на сторителите. Отежнувачка околност е што според досегашните сознанија најверојатно станува збор за лица кои не се државјани на Република Србија и кои само се нашле на нејзина територија. Големо прашање е дали тие влегле во земјата регуларно или се нашле тука нелегално како мигранти. Хари Стайлс отворено проговори за смртта на неговиот поранешен колега од бендот One Direction, Liam Payne, во интервју за Apple Music. Додека го промовираше својот нов албум, тој му рече на водителот Зейн Лоу дека смртта на Пейн го инспирирала да го живее животот до максимум. Тој се осврна на темата откако Лоу го спомена Пейн во контекст на музичари кои, иако обични луѓе, мора да се справат со вонредни животни околности. И јас се борам со тоа, призна Стайл. Откако почина, имаше еден период кога ми беше навистина тешко да прифатам колку е чудно кога луѓето чувствуваат дека имаат право на дел од твојата тага. Чувствата што ги имам за смртта на пријател се неверојатно силни. И тогаш одеднаш сваќаш, знаеш дека можеби другите луѓе очекуваат да го изразиш тоа на некој начин или дека тоа значи дека не го чувствуваш она што навистина го чувствуваш или нешто слично, вели Стайлс. Никола Перевски Пере од групата Нокаут ќе биде дел од гостите на концертот на поп пејачот Владко Лозановски Лозано, кој ќе се одржи на 7 март во салата Борис Трајковски од 20 часот. Со големо задоволство ви ги представувам моите музички гости и пријатели кои ќе бидат дел од мојот концерт. Прекрасната Александра Јанева, мојот драг пријател Никола Перевски Пере од групата Нокаут, но имаме и специјален гостин кој ќе биде изненадување на вечерта. И на овој концерт ќе ни гостуваат Александра Илиева на саксофон и Бока Конга на перкусии, а за прв пат ќе ни се придружи Виктор Ангелов на виолина, најави пејачот на социјалните мрежи. На 27 март 2026 година македонската поп атракција Дупер ќе настапи во култниот Орто бар во Љубљана, каде словеничката публика ќе има можност во живо да ги слушне некои од нивните најпрепознатливи хитови. Настапот ќе се одржи во рамките на 26-тиот Орто фест, а Дупер најавуваат незаборавно шоу исполнето со динамична енергија. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика. Стих што веќе стана препознатлив рефрен за фановите, сега ќе одекне и во Љубљана. По бројните настапи низ Македонија и регионот, Дупер конечно доаѓаат и во словеничката престолнина, носејќи ја својата заразна енергија и модерниот поп звук по кои се издвојуваат на домашната сцена.